Кавадарци во 23 година ќе влезе со едно повисоко ниво на град, а тоа значи ќе има професионален и јавен превоз, и тоа за основните и за средните училишта, организиран на највисоко ниво. Тоа значи ќе има превоз за сите луѓе во општина Кавадарци на цела територија, и за башовијата, и за приградските села, и за Дреново, Фариш, Бегниште, Ресава, и за туристичките места. Во моментот се набавени 3 нови автобуси со по 69 луѓе и по едно инвалидизирано лице за Соколичка да влезе и еден помал автобус од 55 патници. При тоа, имајќи ги обзир дека ние имаме 4 наши автобуси со кои што располагаше општина Кавадарци претходно, или се вкупно ќе имаме 8 превозни средства за јавен превоз. Нивото на подигање на свест на култура ќе се потрудиме на максимално ниво, поради тоа што ова се автобуси со највисоки стандарди, климатизирани, со вебасто грејење зимно време, со лесно качнување и стимнување за лица со попреченост и со инвалидитет и било како. И картата која ќе биде и приградска, и селска, и градска, ќе биде 50% субвенционирана според правилникот кој што го донесивме на Совет. Лично можам само да честитам на кавадарчани за јавниот превоз, меѓу ретките градови кои ќе има јавен превоз со повеќе линии. Тоа значи дека на секоја автобуска постои, а имајќи ги 37 во градот, на секој 29 до 31 минута ќе има автобус со движење на линија. Тоа е едно високо ниво. Гордоста и задоволството кај мене е стварно на високо ниво и така чувството ми е пред се сум задоволен и импресиониран како градоначалник, верувам и како граѓани за да постигнеме вакво ниво на град. Дигањето на свеста за возењето на јавниот превоз, пред се потрудиме за квалитетот на персоналот да биде добар, да не доцнат автобусите, да имаме редовен превоз, да бидат сега чисти, педантни, безбедни, меѓутоа и да можеме да придонесеме и во делот на екологијата, и во делот на заштитата на средства на самите граѓани. Сами знаете со ова економска криза, со енергенците, со горивото, дека многу граѓани беа овозможени да патуваат за основни потреби село-град или град-село за нивните секојдневни потреби. Дека им честита на кавадарчани, на цела општина Кавадарци јавниот превоз. Од 15 јануари почнуваме со основни и средни училишта, од 1 февруари најдоцна почнуваме и со јавниот превоз. Така да мислам дека е прав погодок и пак ќе потенцирам задоволството на моја страна. Сакам да упатам честитки до идејата и до реализацијата на градоначалникот и советот на општина Кавадарци за воспоставувањето на новото јавно претпријатие Градски превоз Кавадарци. Кавадарци сака со дела. Градоначалникот Митко Јанчев и една година од вториот мандат како председател на Совет на општина Кавадарци докажуваат дека кавадарчани заслужуваат подобро, заслужуваат европски град. Делата тоа го покажуваат. Ќе работиме сите заедно за менување на навиките, за воспоставување на нови начини на функционирање на едно почисто, поубаво, подобро Кавадарци, со помало користење на моторните возила, кои сега знаеме дека се во голем број, така да се надевам дека во наредниот период, кога оваа фаза на набавка и воспоставување на превозот е реализирана, ќе се потрудиме сите заедно, општествено одговорни, да го насочиме мислењето дека треба да го користиме јавниот градски превоз за нашите потреби, за до нашите работни места и дај Боже да имаме одлична реализација на овој прекрасен проект. Со оглед на краткиот временски период, од неполни 4 месеци што го основавме ова јавно претпријатие за градски превоз, успеавме да стигнеме и да ги направиме сите потребни подготовки и да извадиме комплетна документација и законски норми за да отпочнеме со работа со јавен превоз во град Кавадарци. Тука спаѓа значи превозот на патници во градот, че има 2 градски линии кои се обраќаат на секој половина час. Практично, че има градски превоз во текот на целиот ден, почнувајќи од 6 часот наутро, па до завршување со последната линија во 9 часот. Планирано е, значи, освен сите работни денови од понеделник до петок, градски превоз да има исто и во сабота и во недела. Во делот на приградскиот превоз ќе има 4 линии и тие ќе бидат опфатени со приградските села во општина Кавадарци и линија до општина Росоман со селата во таа општина.
За приградскиот превоз, обраќањето ќе биде по 3 пати во текот на денот. Ова јавно предпријатие го офечи и превозот на ученици од сите средни и основни училишта во општина Ковадарци и како јавно предпријатие го добиваме како делегирана надлежност да ги вршиме овој вид на превоз во нашата општина. Располагаме со 8 возила, од кои, како што може да забележите, овие 4 нови, практично 3 нови автобуси и 1 минибус, и имаме еден автобус што беше собственост на општина Кавадарци, кој сега преминува во јавното предпријатие, и 3 комбиња за превоз на патници. Моментално работиме на делот со маркетинг, односно во изработка е веб страници и флаери со кои граѓаните ќе се информираат за сите информации од типот на временски интервју по автобуските постојки, на доаѓање на автобусите и заминување, цени на билетите, типови на билетите и начините на плаќање. И се надевам дека ние како јавно предпријатие основано од општина Кавадарци, начело со градоначалник доктор Митко Јанчев, ќе допринесиме за подобар живот и подобри услуги за граѓаните во нашата општина.